Елтон Џон е добро според неговиот сопруг Дејвид Фурниш во разговор со Variety во статија објавена на 10 март пред забавата воочи Оскаровската ноќ на фондацијата за СИДА на Елтон Џон во недела 15 март. Фурниш даде ветувачки новости за здравјето на пејачот на Крокодил Рок. Тој е одличен, тој продолжува да се бори. Тој е зафатен и се движи напред, рече Фурниш за Џон. Тој е среќен што е дома како семејство со нашите синови, затоа се откажа од турнејата. Навистина го сакаме родителството, го сакаме нашето семејство и сакаме да бидеме заедно. И тоа е се за нас. Фурниш и Џон ги делат синовите Закари, 15 години, и Елајџа, 13 години. Добитникот на наградата Еџот отворено зборуваше за своето здравје во последниве години. На премиерата на документарецот Елтон Џон никогаш не е доцна на филмскиот фестивал во Њујорк, тој ги наведе своите заболувања. Да бидам искрен со вас, не ми остана многу. Им рече тој на публиката во тоа време според People. Немам крајници, аденоиди или слепо црево. Немам простата. Немам десен колк, лево колено или десно колено. Всушност, единственото нешто што ми остана е левиот колк, сподели тој. Но се уште сум тука. Не можам да ви се заблагодарам доволно, вие сте луѓето што ме создадоа. Неколку недели подоцна, во ноември 2024 година, Џон откри дека го изгубил видот на десното око за време на гостувањето во Добро утро Америка. За жал го изгубив видот на десното око во јули, затоа што имав инфекција на југот на Франција. Призна тој. Поминаа 4 месеци откако не можев да гледам, а моето лево око не е најдобро. Тој продолжи. Не можам ништо да видам, не можам ништо да читам, не можам ништо да гледам. Легендарниот италијански тенор Андреа Бочели упати порака до актерот Тимоти Шаламе, нагласувајќи дека операта, балетот и филмската уметност произлегуваат од ист извор на човечки емоции, дека овие уметнички форми не се застарени, пренесува Холивуд Репортер. Бочели, кој се смета за еден од најголемите современи авторитети во оперското пеење и кој во текот на својата кариера има продадено повеќе од 90 милиони носачи на звук, му испрати и лична покана на Шаламе да присуствува на некој од неговите концерти, доколку сака подобро да ја запознае операта. Убеден сум дека чувствителен уметник како Тимоти, кој разбира моќта на емоциите, еден ден може да открие дека операта, балетот потекнуваат од истиот извор. Доколку некогаш биде љубопитен, со задоволство би го угостил на еден од моите концерти. Понекогаш се доволни само неколку минути слушање на оваа музика во живо за човек да свати зошто и по толку векови таа се уште е сакана низ целиот свет, порача Бочели. Изјавата доаѓа откако Шаламе за време на разговор со актерот Метју Меконахи на настан организиран од една телевизијска мрежа и едно списание изјави дека не сека неговиот филм да заврши како балет или опера каде уметниците се обидуваат да одржат нешто во живот, иако повеќе никому не му е грижа за тоа. Бочели не е единствениот од оперската заедница што реагираше на овој коментар. Неколку оперски куќи широм светот се огласија на социјалните мрежи и го повика актерот да присуствува на нивни представи. Се огласи и познатата американска балерина Мисти Коупленд, која го коментираше ставот на Шаламе за овие уметнички форми. Најпрво морам да кажам дека ми е многу интересно што ме покани да бидам дел од промоцијата на филмот Марти Суприм, поврзано со мојата уметничка форма, изјави таа. По емотивната концертна средба со публиката во Скопје, Бојана Скендеровски продолжува со ново музичко дружење, овој пат во градот кој за неа има посебно место во срцето, тоа е Штип. На 21 март во Домот на културата Ацо Шопов таа ќе одржи концерт кој ќе биде подарок за публиката, вечер исполната со музика, емоции, благодарност за долгогодишната поддршка. Штип за Бојана не е само уште еден град на концертната мапа, туку потсетник на едни од најважните моменти во незината кариера.
Токму таму на сцената на легендарниот фестивал Маквест, таа ги освои двете своји големи победи, првата во 2003 година со песната Немам одбрана, а втората во 2015 година со Диви цветови. Од Штип символично тргна и караванот Македонија во срцете носиме, музички проект кој 2 години патуваше низ речисите градови во земјата, создавајќи незаборавни средби со публиката. Во присуство на многобројни гости и љубители на уметноста, вчера вечер во Националната галерија објект Чифте Амам беше отворена изложбата Флора, фауна, покриви на современите австријски уметници Костанце Пирх, Манфред Лајрер и Харо Пирх, чии дела се инспирирани од природата, животот и просторот што не обкружува. Министерот за култура и туризам Зоран Љутков во своето обраќање пред присутните рече дека изложбата е културен настан која носи свежината од пријателска Австрија, но и убав повод уште еднаш да ги потврдиме традиционално добрите и пријателски односи меѓу двете држави кои ги поврзуваат длабоки културни, историски и духовни врски.